само демократиите се можност за економски просперитет. Значи да знаете, прв предуслов за убав живот, да имаш гарантирана безбедност. Да не мислиш што ќе биде до година, ќе си спокараме, конфликти ќе има од надвор, од внатре. Прво безбедност. Второ, да имаш демократија, стабилизирана, па потоа одиме на економски просперитет. Секој пат било така. Значи, кажете ми еден пример на диктатура, како што имавме за жал доскоро, која економски цветала. Нема таква работа. Затоа ни се битни тие школи, како ги велам, тие лекции да ги научиме. Иначе ако оставиме само за нас и од нас, нема далеку да дотуркаме. Тие ќе ни велат, ако сакаш да бидеш дел од овој клуб, да бидеш кај мене, мораш да личиш на мене во организацијата на друштвата. Не да копираш, тие си имаат своји специфики, своји локални култури и традиции, ама во тоа како се организира добра професионална администрација, не можеш да одиш во Европа ако е партизирана. А правосудство со политички притисоци не бива. Не може со сваровски судства да бидеш член на Европската унија. Мора да се реформира тоа. Тоа ќе се реформира и тие на секој 6 месеци ви кажува, ви даваат оценка. Добро, лошо, исто како во училиште. И кој ќе ги добиеш сите позитивни оценки, тогаш ќе влезеш кај нив. Не затоа што си им симпатичен. Ние мораме да ја поминеме таа школа. Сме можеле да ја поминеме. 2005 станавме членки на кандидат за Европска унија. 14 години изгубивме, ама се бидна што бидна. Дајте бар сега да го фатиме ова. Преку ноќ. Кој год политичар ќе ви каже дека може да се развие државата, ве лаже. Преку ноќ кој ќе ви каже дека може 2500 евра да биде просечна плата, ве лаже. Чи тоа е многу долг процес. Генерации и генерации најмладиве што се сега ќе остарат кога ќе бидеме ние Швајцарија и Германија. Но патот е тој. Ова е магистралата. Само ово е автопатот. Се друго се стрампатици и за жал ако ги фатиме тие, а има и такви политички опции, ние можеме да завршиме во ендек како држава. И сега ќе ги победиме на избори со мекост и со човечност. Моја карактеристика, не само на Заев, на сите нас, не е примитивизмот. Мене не ми личи уличен речник. Никогаш не сум сакал. Јас сакам да ги победам со аргумент.